Подпредседателот и секретарот на општинскиот фудбалски клуб Малеш од Берово денеска одржаа пресконференција во седиштето на општинскиот фудбалски сојуз во Кочани со цел да ја алармираат јавноста за многу неправилности во работењето кое по правило е на штета на клубовите. Беровци се жалат дека не е случајно што нивните надпревари на домашен терен ги судат судии од што подалеку за да мораат да плаќаат високи сметки за патни трошоци и такси, додека истовремено на други екипи неретко им судат домашни делители на фудбалската правда. Денес овде сме дојдени во Кочани да го искажеме целиот наш револт, да го искажеме сето онаа што не боли, што не интригира и сето онаа што треба да го дознае целата, како македонска фудбалска јавност, така посебно фудбалската јавност во Источна Македонија, за сето тоа што се случува во третата фудбалска лига Исток. Не знам што да кажам, меѓутоа вака повеќе стварно не може. Од сите овие 11 кола до сега, на домашен терен сме играле 6 надпревари. Од тие 6 надпревари, да не ве излажам, мислам дека 5 пати сме имале штипска фудбалска судиска тројка. Значи тоа е абсурд. Зошто? Па нека ни стават и открива паланка судиска тројка. Значи едноставно сакаат да ни ги земат парите за котизацијата. Зошто? Па зарем нема Кочански? Секретарот на клубот Ванчо Коловски вели дека смислено и вон правната регулатива на ФФМ се казнети тој клубот поради неодиграниот надпревар против Овчеполе во Свети Николе во ланското првенство. Конкретно бев казнен затоа што на тој надпревар немаше со Овчеполе во Свети Николе, кој требаше да се игра. Еве овде пишува дека сум казнет од 7.5. Едноставно, домашната екипа немаше возило на итна медицинска помош. Ги контактирав моите предпоставени во клубот и донесовме одлука над преварот да не се одигра. Според правилата и пропозициите на Фудбалската федерација на Македонија, пишува дека ако домачинот ги обезбеди потребните услови, над преварот треба да се одигра во рок од 24 часа. Сигурно тоа и вие го знаете. И сите трошкови кои што ќе ги приложи гостинската екипа е должен домакинот да ги сноси. Ние тоа уште во понеделникот го доставивме и до екипата од Свети Николе, и до третата фудбалска лига Исток, и до ОФС Кочани. Тогаш надпреварот, знаете и сами, го направија неважички. Никој ниту доби бодови, ниту пак беше казнен. Надпреварот го напишаа неважички. Истиот ден во понеделникот, кога надпреварот го регистрираат како неважички, може би сум грешка, ќе ме демантираат. Истиот ден мене ме суспендираат 12 месеци. Подпредседателот на ГФК Малеш само кратко прокоментира дека е недозволиво заради тесни интереси да се доведува до прашање опстанокот на третата лига Исток, бидејќи со таква работа клубовите се доведуваат во ситуација пред згаснување. Тоа ги гледам неправдите во оваа лига, па да видиме нешто со новото раководство, нешто да се промени. И покрај сите проблеми со кои се соочува, ОФК Малеш ќе продолжи да се надпреварува и да го дава својот придонес во развојот на фудбалот во Источна Македонија, но и да се бори за подобри и поправедни услови за сите екипи.